И така денеска еве продолжуваме со Евангелието според Јован, онаму каде што застанавме пред Великден, ама продолжуваме со нешто ново. Значи ја завршивме тогаш 16-та глава, сега почнуваме со 17-та глава од Евангелието според Јован. Но најнапред, пред да го прочитаме овој текст, да се запрашаме како можеме подобро да запознаеме една личност. Каква е таа по природа, каква е по карактер. И нормално, прво треба да бидеме блиски, да имаме заедништво со таа личност и потоа да ја запознаеме. Но на кои други начини, кога веќе сме блиски, или кога имаме близина, како да ја запознаеме? Овдека кај нас има неколку изреки за тоа. Со кого си, таков си. Значи, според ова, таа личност можеме да ја запознаеме преку неговото друштво. Со кого се дружи, со кого е, таков е. Некои велат дека човекот го отвора и го открива своето право лице, својот карактер, кога е под дејство на разни опојати, кога е пијан. И во народот вели како? Дај му на човекот нека пие, и тоа е уште римска изрека, што велат римјаните и виноверите, во виното е вистината. Значи човек кога е пијан може да се открие каков е. Или уште една друга изрека има во нашиот народ. Дај му власт па ќе видиш каков е. Значи, ако човек има малку авторитет и малку власт, го покажува своето лице, својот карактер. Некои велат, јунаците на мака се познаваат. Значи, човек кога е под стрес, под притисок во мака, тогаш можеш да познаеш каков е. Но видете што вели еден шкотски теолог, Синклер Фергусон. Вели дека човекот најдобро ќе го запознаете кога ќе слушнете како му се моли на Бога. Значи, преку молитвата ќе запознаете каков е човекот. И затоа се битни оние молитвени состаноци. За подобро да се запознаваме помеѓу себе. Да си отвориме душата, она што ни треба, она што бараме, заеднички да го бараме пред Бога. Но и се запознаваме, ги запознаваме нашите потреби. И пред нас е еден многу богат текст, во кој Господ Исус Христос, преку молитва, тоест во молитва, ширум е отвара вратата на своето срце. Го излева своето срце пред нас. Во тој разговор, во таа молитва кон неговиот татко. Значи, овој текст открива една Божја интима, Божјата интимност преку таткото, преку синот, се открива и таткото. И се тоа преку Светиот Дух. Овдека синот му се моли на таткото. И пред се открива себе си, потоа го представува таткото, го представува Бог, изборува што е однос. Однос помеѓу нив. И оваа молитва на Господ Исус Христос можеме да ја поделиме во 3 дела. Значи оваа 17-та глава. Можеме да ја поделиме на 3 дела. И тоа првиот дел од 1 до 5 стих. И тоа денеска ќе го разгледаме. Господ се моли за себе. Но ќе видите дека тоа, иако моли за себе, не е себична и нарцисоидна молитва. Потоа од 16 до 19 стих Господ се моли за апостолите, за неговите ученици во тоа време. И од 20 до 26 стих се моли за мене, за тебе, тоест за сите оние што ќе поверуваат во него, преку неговото учење и апостолската наука. Значи се моли за црквата. И ајде сега да го прочитаме нашиот текст за денеска. 17-та глава од 1 до 5 стих.
Кога Исус го изговори тоа, ги подигна очите кон небото и рече: Татко, часот дојде. Прослави го својот син, за да те прослави синот тебе. Како што си му дал власт над секое тело, па да му даде на се што си му дал вечен живот. А ова е вечен живот. Да те познаваат тебе, единствениот вистинскиот Бог, и Исуса Христа, кого си го испратил. Јас те прославив на земјата, го свршив делото што ми го даде да го извршам. А сега, татко, прослави ме ти во себе, самиот со славата што имав при тебе пред создавањето на светот. Богат текст. Краток, ама има многу нешто. И текстот како започнува? Со кои зборови? Кога Исус го изговори тоа, ги подигна очите. Кога беше тоа и што изговори? Кога Исус се моли оваа молитва? Значи мораме пак сега да се навратиме назад на она што го зборуваме, да речем 2-3 месеци уназад, ама ќе го соберам тоа во една-две реченици. Значи, од 12-та, 13-та глава, кога веќе се во горната соба, после оние избрани поуки во горната соба, за избраните, за учениците, значи чиста ексклузива, рековме, чиста интима меѓу Исус и неговите ученици, не со сите. И таму во 14-та глава на крај вели: станувајте, одиме, значи веќе се упатуваат кон крстот, кон Голгота. Меѓутоа претходно следи Гециманската градина, се упатуваат кон Гециманската градина. И после поуката, што видовме во 16-та глава, за Светиот Дух, кој ќе биде наш утешител и наш бранител, дека ќе има прогонство, ќе има маки, ќе има патење. И нас ни е потребен тој утешител. Оној кој ќе не воведе во сета вистина. И што кажува последниот стих од 16-та глава? Ова ви го реков, за да имате мир во мене, имате невоља во светот, но бидете храбри, јас го победив светот. Значи, после овие зборови, Исус погледнува нагоре и почнува да се моли. Инаку евангелистите пишуваат дека Исус често се молеше. Можеме во Евангелијата тоа да го видиме. Велија наутро додека беше уште темно, стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. Марко 1:35. Значи Исус често се молеше. И ова е само еден пример. Еве што го извадив. Може да се најдат и други во Евангелијата, но ретко кога во тие примери се пишува содржината на молитвата. Како што е напишана оваа. Јован пишува за тоа. И тоа е таа интимност во овој текст што ја гледаме. Интимноста меѓу синот и таткото. И затоа е многу, многу важен овој текст. Не дека другите текстови се помалку важни. Секој збор, секоја точка, запирка има важност во Библијата. Но овој текст има посебна важност заради таа објава. Заради таа молитва. И сега некој може би ќе рече, па што е тогаш Оче наш? Не е тоа толку битно? Таа молитва? Да, Оче наш е молитва, но молитва на која Господ Исус Христос ги учеше своите ученици, ни даде примери нам, како и ние да се молиме. А Исус не ја молеше таа молитва, на која ги учеше своите ученици. Тој не се молеше: прости ми ги гревовите, или прости ми ги долговите, бидејќи тој остана без грев и без долг. Значи немаше тој долгови, немаше гревови и немаше потреба тоа да го моли. Значи таа молитва е за нас, ние кои сме грешни, по грешна природа, луѓето, црквата. Значи во Јован 17-та глава го запознаваме Господовото срце, срцето на Отецот и неговиот однос. Тој однос е таа љубов што ни се нуди на сите нас. Значи тој однос се создава таа љубов кон нас. А таа љубов ја имаме во Исуса Христа.
Сега кога Исус ги подига очите и рече татко, татко, значи зборот татко, да се насочиме кон тој збор. Што значи? Одма би рекле, па значи родител кој има љубов, кој се грижи за своите деца. Сега знаеме дека не сите татковци се исти, сите се по различна природа, различен карактер и не сите татковци се грижат подеднакво за своите деца. И нормално, немаме сите исти родители и исто воспитување. Сега зошто ова го кажува? Бидејќи црквата како таква, како Христова невеста, препознава големината на овој збор татко, што има голема длабочина и голема ширина. Зборот татко. Човекот како човек што од своето детство си создава некои своји слики, секој дете создава слики и секојаш за пример најпрво кого би го зел? Најблискиот, го зема родителот, го зема таткото. Па така и за Бог, децата кога ќе зборнат Бог или нешто, си создаваат своја слика за Бог, ама слична на нивниот телесен татко. И сега, врз основа на тоа, доаѓаме дека децата се во грешка. Бидејќи земаат слика на својот телесен татко. А зошто? Затоа што родителите не ги упатуваат во тоа. Уште од мали. И многу е полошо, и ние тоа сме го искусиле, ако живееме во неверно семејство. И тоа што имаме детето има сосем погрешна слика за Бог или за оној вистинскиот татко. И така детето што расте без Светото писмо, јас би рекол дека е духовно занемарено дете. И за тоа кој се криви? Криви се родителите. Посебно ако тие се верни, а на детето не му ја представат вистинската слика на таткото Бог. Бидејќи тоа е нивна одговорност, така вели Светото писмо. И тоа го има многу денес. Од презафатеност, родителите дури немаат време и да ги воспитаат децата на најосновните нешта, што е поосновно ако не да го познаваат Бога. Тоа е живот. Ако на детето не му дадеме една вистинска слика, вистинска теологија, тоа почнува да прима некои лажни теологии, лажни слики од околу и создава лажна слика, лажна перцепција на Бог. И ја создава таа своја слика за Бог и кога ќе се рече татко, и тоа ќе биде негов Бог, ама онаа извртена слика која тоа ја создава. И знам дека пред неколку недели зборнавме дека една од основните напади на сатаната која е? Да создаде извртена слика на Бог, погрешна слика, за ние да имаме грешна слика за Бог, да не го познаваме доволно Бог, да не го познаваме неговиот карактер, да не ги познаваме неговите закони, неговите заповеди и така не ги извршуваме и одма сме далеко од Бога. Значи преку таја грешна слика на Бог. Значи не е само на ликот на Бог, него и неговиот карактер, неговиот однос, неговата природа. Во нашата култура што често се случува? Детето ако нешто му треба да побара од таткото. Ама од страв бара од мајката. И тогаш мајката што е попустлива, помека и го наговара таткото, па и ние некојаш така сме правеле ко деца. Сме барале преку мајката, ајде таа е помирна, подобра. Бидејќи таткото е построг и попринципиелен, барем во повеќето случаи. А мајката е понежна, помирна. И гледате, одовде потекнуваат тие корени на мариологијата. Мариологија е што? Кога се почитува Марија. Значи, почитувањето на Марија во христијанството. Значи, зборувам сега за православието, за
католицизмот, од тука идат тие корени, дека мајката е попустлива и тоа е тоа влијание на Марија во нашата култура. Значи е доста под тоа влијание. Не се молат директно на Исус, не се молат на Бог, бидејќи го немаат тој однос, имаат крива слика дека Бог е премногу строг. Да, Бог е строг, ама Бог е милостив, ќе зборуваме за тоа, и бараат некои своји посредници. Исто би рекол дека нашата култура има и под влијание на Фројд, за кого Бог треба да е исполнител на желби. Нешто нереално, нешто што ние сакаме Бог да биде. Многу души знаеме дека бараат само здравие, само нешто материјално, само Бог нешто да исполни. Бог да биде исполнител. И некој се дури и под влијание на она што го рекол Карл Маркс, дека Бог е опиум. Значи, тотално се заблудени во некои работи, имаат своја извртена слика на Бог. Таква е нашата култура. И како да се под опиум упорно веруваат дека тоа е така. Сега да се запрашаме, точно поради овие работи, што се буди во нас кога ние се обраќаме во молитва, кога се обраќаме кон Бог и ќе речеме татко, или Боже семојкен, татко небесен. Бидејќи во молитвата човекот се открива и го открива својот однос со живиот Бог, кој е љубов. Што се буди во нас? И што е важно? Важно е да разбереме дека Бог го создаде човекот на своја слика, а не човекот Бог. Бог не создаде нас на своја слика. Но ако човек нема вистинска слика на Бог, не го познава Бога, тогаш тој создава своја слика за Бог врз основа на сликата на таткото или од било кој друг лик што му е близок. Дали од свештеник, пастор, дедо, баба, прадедо, било кој. Значи, се што му е близко и она што му одговара и создава таква слика. И тоа е грешна слика. Бидејќи ништо и никој не е совршен, освен Отецот. Исто така, кога Исус вели татко, тоа не е метафора, како што многу пати зборува во некои слики, зборува со метафори писмото. Затоа што Бог постои и Бог е вистинска личност која е љубов и со кого може да имаш жив и личен однос. Тоа значи татко. Однос со некој кој те љуби, кој е вистинит и жив. А тоа е нашиот Бог. И Исус точно го открива тој однос. Тој е и Бог, и човек, и го знае тоа. И ни го открива нас зашто малку знаеме. Малку знаеме. Малку е тешко да се разбере, ама Исус точно овдека ни го открива тоа. Целта на се е односот на троединиот Бог. И сега некој би рекол, па како е тоа можно? Па можно е, веќе прочитаме Јован 20 глава 17 стих. Значи, ќе дојдем и дотаму за некоја недела. Исус и рече, не допирај ме, зашто уште не отидов горе при мојот татко, туку оди при моите брајка и речи ми, се враќам при мојот татко и вашиот татко, при мојот Бог и вашиот Бог. Значи, рече на Марија Магдалена, кога и се појави, тоа е првото појавување Исусот како воскресна, оди кај моите брајка. Значи, гледате каков однос, не нарекува брајче. Оди кај, дека јас одам кај мојот татко и нивниот татко. Значи, таткото на Исус и наш татко. Ама татко на кој? На оние кои веруваат и ги исполнуваат неговите
заповеди. Значи може не тој однос да го имаме и ние. И тој однос го искажуваме преку молитвата. А луѓето не веруваат дека човек може да има личен однос со Бог. Но Јован, еве го кажува тоа. И сега замислете колку сиромашна би била таа слика за Бог, каков е Бог, ако е тој само енергија, како што некои велат, или само сила. Па колку би биле изгубени тие луѓе, тоа го кажува тоа, што веруваат во тоа. Тие луѓе се изгубени и во просторот, и во времето. Како би се молеле на таа сила, на таа енергија? Па не можеш со енергија и со сила да имаш еден жив однос, личен однос, интимен однос со него. И затоа хиндуизмот е опасна работа. Но за жал, се зборувам за црквата, се провлекува низ молитвите една реченица дека Бог не љуби затоа што Христос умре за нас. Внимавајте, Бог не љуби затоа што Христос умре за нас. И тоа е лага, и тоа е неурамнотеженост и еден религиозен немир. Затоа што не се разбира троединиот Бог, кој е љубов во себе. Верникот секогаш мора да знае дека таткото го љуби. Значи, таткото ме љуби, таткото те љуби, не љуби. И Исус го љуби, и Светиот Дух го љуби. И дека не љубат подеднакво таткото, синот и Светиот Дух. Не љуби таткото зашто Исус умре на крстот, него затоа што не љуби таткото го даде Исус да умре на крстот. И тоа е исправност, а не дека умре затоа што не љуби. И сето тоа подеднакво, како што и синот е љубов, и таткото е љубов, и Светиот Дух е љубов. И затоа има многу мали замки кои се провлекуваат и во црквата, но носат големи последици покасно. Се создава таа лажна слика на Бог и се создаваат лажни учења. Исто така, и минатиот пат спомнав дека во подсвеста на христијанот може да се настани една друга опасна заблуда, дека Бог таткото е повеќе праведен и свет, а помалку љубов, а дека Исус е повеќе љубов и помалку праведен и свет. И тогаш, демек затоа молиме во името на Исус. Преку онај кој е попопустлив, како што е мариологијата, преку Марија, сега молиме преку Исус да дојдеме до таткото. Бидејќи Исус е повеќе љубов, а помалку праведен. Но таткото, синот и Светиот Дух се едно и исто се важни. Јас и татко ми едно сме. Јован 10:30. Како му вели Исус на Филип, Јован 14:9. Кој ме видел, мене го видел и таткото, Филипе. Кој ме видел, мене го видел и таткото. Тука гледаме една еднаквост, изедначување. И тоа е таа урамнотеженост, а не урамнотеженост на оние кои не го разбираат тоа. Заради несвајкање на троединиот Бог. Татко, вели. Значи, што се пробудува во нас кога ќе речеме татко? Што се пробудува? Да ги оставиме настрана нашите телесни родители. Тие дале се што можеле, такви се, какви се, колку можеле. Да оставиме настрана каков бил дедото, прадедото, настрана. Тоа имале, тоа дале, така не воспитале. Но ние имаме вистински татко. И го имаме писмото, го имаме текстот во Јован 17 глава, тој богат текст.
кој ни објаснува за таткото, карактерот на таткото, карактерот на Бог, на нашиот вистински татко. Во Јован 3:16 гледаме дека Бог таткото не љуби, тој го даде својот единороден син. Значи таткото не љуби. Во 16 глава видовме дека Исус вели, че барате во моје име, но јас нема да молам за вас, Бог ве љуби, таткото ве љуби. Во Ефесијаните гледаме дека таткото во љубов во Христа, во љубов не предодреди за синови преку Христос. Значи, таткото не предодреди преку Христос, а Светиот Дух не запечати. Павле исто така објаснува дека Светиот Дух, љубовта, е излеа во нашите срца. И после некој нека рече, Бог е енергија. Или Бог е само некоја невидлива сила. Жално. Бидејќи Бог е тоа што е, бидејќи е троедин и делува така како што делува, во љубов и во хармонија. И ако ова не го верувајте, ако ова не го верувате, внимавајте. Жал ми, ама ќе кажам, вие не сте христијани. Ако не верувате во троединиот Бог. Бог е љубов, Бог е тоа што е, и ние не можеме ниту да го украсуваме, да го раздобуваме, онака нас како што ни одговара, па ниту да го смалуваме. Тоа е тоа што е. Тоа што го вели писмото, како што и ни се објавил. Значи Бог е и љубов, Бог е и гневлив Бог. Кога човек му се моли на Бог и рече татко, треба да биде свесен за докажаната Божја љубов. Телесните родители често зборуваат за љубов, често искажуваат љубов, но тоа го прават себично. Тоа го прават себично, затоа што често пати нивните неостварени амбиции ги туркаат преку своето дете. И така согоруваат и родителите, и децата, и нема успех. Мислам дека ме разбирате за ова. Родителите не ги учеле апостолите Бог да го викаат татко. За нивните телесни родители, од апостолите зборувам. Ниту парабините ги учеле да го викаат Бог татко. Но Исус ги учи, гледа. Татко. И Исус е таа конечна објава. Тој го отвори срцето, тој го отвори прозорецот во Божјата интимност. Точно овдека во овој текст, во Јован 17 глава. За да видиме кој е Бог и што значи однос, што значи зборот татко во Библијата. Што значи дека Бог е Бог на докажана љубов и дека Бог е троедин во својата хармонија. Отецот, Синот и Светиот Дух. Ние многу зборуваме за љубовта, но често тоа го гледаме и продираме низ таа лажна љубов, низ романтиката. Тоа е сатанската дефиниција. Романтика, љубовта е романтика. И пласирање на таа љубов, тоест на таа сатанска замка, а не на оваа вистинска Божја љубов, која е несебична и не бара, него само дава. Значи, љубов е да даваш, а не да примаш. И после ова, кога вели татко, Исус вели, часот дојде, прослави го својот син. Зошто Исус вака се моли? Прва работа. Исус повторно открива својата божественост. Тој повторно се открива како јас
сум. Човек што не верува дека Исус е Бог, нема да го види Божиото лице. Тоа го читаме. Исус тоа го вели. Ако не верувате дека јас сум, ќе умрете во своите гревови. И тој човек што не верува дека јас сум, кога вели Исус, тој човек не е спасен. Жалам, ама така е. Кој од нас овдека би можел да рече: татко, кога се моли, прослави го својот син, тоест прослави ме мене. Никој. Никој тоа од нас не може да рече. Тоа го може само Исус. Бидејќи Бог не ја дава својата слава. Татко, прослави ме, мене вели Исус, а не ние. Ние велиме: прослави се Боже. Бог не ја дава својата слава. Исус го знаеше текстот од Исаија 48 глава и затоа така моли. Веќе видиме сега Исаија 48 глава, ќе прочитаме. Од 3 до 11 стих. Минатите настани ги навестив одамна, излега од мојата уста и јас ги објавив. Направив брзо и се збидна, зашто знаев дека ти си корав, дека вратот ти е железна жила и дека челото ти е бакарно. Затоа веќе тогаш ти навестив, ти јавив пред да се збидне, за да не речеш: мојот кип го направи тоа, мојот делкан лик и од леаниот идол заповедаа така. Го чу и го виде се тоа, зар не признаваш? А сега ќе ти навестам нешто ново, тајно, што уште не го знаеш. Во овој миг е создадено, а не одамна. Затоа досега ништо не си чул, за да не речеш: знаев. Не чу за тоа, ниту знаеше, ниту твојот уво се отвори порано, зашто знаев дека ќе изневериш и дека те викаат отпадник од мајчината утроба. Заради своето име го одлагав својот гнев, заради својата слава се воздржував да не те уништам. Ете, те исчистив како сребро, те искушав во топилница на невољата. Заради себе правев така, заради себе. Па зар моето име да биде обесветено? Својата слава не му ја давам на друг. Кога Исус вели: татко, прослави го својот син, вели: јас сум Бог. Значи, Исус на земјата е представен како син човечки, како син Божи и како Бог. Како Бог. Ова мора да го знае. И тоа беше главното обвинение зашто Исус заврши на крстот. Затоа што се изедначи себе си со таткото. И тогаш фарисеите решија да го убијат. Тој хули. И сега видете го ова во 5 стих од нашиот текст. А сега, татко, прослави ме ти во себе, самиот, со славата што имав при тебе пред создавањето на светот. Има овде еден многу битен детај. Исус во тој интимен, близок разговор со таткото не вели: прослави ме во славата што ја рефлектирам, што ти ми ја даваш. Туку што вели? Во славата што ја имав пред создавањето на светот. А светот го создаде Бог. Значи, јас сум. Јас сум. Исус е Бог. И никој кој не го почитува Бог Исус Христос подеднакво, како што го почитува и Бог таткото, не го почитува исправно Бога. И Бог тоа не го прифаќа. Таја слава, тоа почитување, ако не ги почитуваш подеднакво, тоа не е угодно на Бог. Исправно е да се каже слава на таткото, на синот и на светиот дух. Ова е библиска доктрина и ова мора да се прифати. Подеднаква слава. И ова е второто.
Значи подеднаква слава. Ова е второто зашто Исус вели: татко, прослави го својот син, за да се прослави, за да те прослави синот тебе. Едниот го слави, другиот го слави, третиот го слави, првиот и вториот, и никој не може тоа да го раскине. Никој. Ни јеховините сведоци, ни мормоните, па ни муслиманите. Никој во ова не верува. И тие што не веруваат не се христијани, не се спасени од Бога. И ова е таа уникатност на крај. Тоа ќе не запази. Или можеби не. На крај тоа ќе не запази. Ако веруваме дека Исус Христос е Син Божи, Исус Христос е Бог, ако веруваме подеднакво, Отецот, Синот и Светиот Дух дека имаат подеднаква слава. Таа е таа уникатност. Во 16 глава го видовме истото. Во учењето за Светиот Дух. Во тројството нема надпревар. Кој е поголем, кој е помал? Нема. Хајде и тоа да го прочитаме. Јован 16 глава од 12 до 14 стих. Имам уште многу да ви кажам, но сега не може да носите. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината ќе ве упати во сета вистина. Зашто нема да зборува сам од себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Тој ќе ме прослави мене, зашто ќе зема од моето и ќе ви јави. Се што има таткото мое, затоа реков дека ќе зема од моето и ќе ви јави. Значи, мене ќе ме прослави. Значи, Светиот Дух секогаш ќе го слави Синот, за да се прослави таткото во Синот и Синот во таткото, преку Светиот Дух. И секогаш ќе биде така, никогаш поинаку. Значи, затоа Исус вели: прослави го својот Син, за да те прослави Синот тебе. И одиме на крај во текстот. И јас верувам дека овдека постои уште една причина зошто Исус моли: татко, прослави го својот Син. Значи, видовме дека најпрво Исус се представува: јас сум. Второ, и Синот да те прослави тебе. Славата не ја дава Бог на друг. И трето, ајде да видиме сега. Ајде да прочитаме вториот стих овдека. Како што си му дал власт над секое тело, да му даде на се што си му дал вечен живот. Вели, па да му даде на се што си му дал, што? Вечен живот. И одовде гледаме дека иако Исус моли за себе, дека оваа молитва не е себична, не е нарцисоидна. Не е нарцисоидна молитва. Таа љубов се шири, се излева, оди понатаму. Не е себична љубов, не е себична молитва. Тој ја дава таа љубов, да му даде, вели, да му даде преку таа љубов, да му даде вечен живот на оние кои веруваат и ги исполнуваат неговите заповеди. Да му даде живот вечен на сите што таткото му ги дал. Интересно. И ако се прашувате зошто сте спасени, тогаш одовде разбравте што е, што зборувам. Бидејќи сте поклон на таткото од Синот. Таткото му ги дал, а тој да му даде вечен живот. Значи, ние сме поклон, ние сите кои веруваме во Исуса Христа, поклон од таткото на Синот и ќе не запази до крај. Уште од кога сме даени? Уште од пред создавањето на светот. И сега видете што е вечен живот. Што е вечен живот? Еве што вели Исус овдека, третиот стих. А ова е вечен живот. Да те познаваат тебе, единствениот вистински Бог и Исуса Христа, кого си го испратил. Тоа е вечен живот. Ако не го познаваш Бог, ако не го познаваш Исус Христос преку Светиот Дух, немаш вечен живот. Жалам, ама тоа е.
Ако Бог не се објавил, нема да го спознаете. Бог овдека, во овој длабок, богат текст се објавува. Јован 17 глава е голем рудник на богатство, кој зборува за Исусовото срце и за неговиот однос со таткото. Неговиот разговор со таткото. И тука можеме најдобро да го запознаеме Бог. И оној што го испратил Исуса Христа. И тоа е вечниот живот. Да го познаваш Бог. Ние, како верници, кои сме го прифатили Исус Христос, кои одиме по неговите стапки, по неговите заповеди, го познаваме Бога. Ама и цел живот се уште го запознаваме. Подобро и подобро. Не можеме да бидеме совршени. И ако ја немаме таја жет, таја глад за подобро да го запознаваме, неговото срце, неговиот карактер, тоаш треба да се вклучи некој аларм во нас. Треба некој аларм. Не можеме да речеме, па доста е, јас го познавам, повеќе не ми треба. Не. Ако само слушаме едните исти лесни пораки, тогаш нешто не е како што треба. Ако само такви пораки сакаме да слушаме, Бог е љубов, Бог е добар, Бог не спаси, нешто така, нешто не е во ред. Не можеме да играме само трета, четврта лига, регион, општинска лига. Треба да тежнееме кон прва лига, кон НБА, кон нешто по-возвишено, нешто погоре. Не може да бидеме само на млеко, на течна храна, мека храна. Треба да преминиме во тврда храна. Само приказни, одговорници, само лесни текстови. Тоа е скокотка и на ушите, вели Словото. Кој го запознал Бог, тој ја бара, ја истражува неговата природа, бара повеќе да го запознае Бог, ја истражува неговата љубов, го истражува неговиот карактер, за подобро да го запознае, ја бара вистината и проучува подлабоко и подлабоко, копа од тоа богатство, што ни го дава Светото писмо. Копа и копа. Значи, тоа е тоа богатство. Кога вели да си собираме богатство за на небото. Значи, така се собира. Со жет за Бог, за истражување на неговиот љубов, на неговиот карактер, на неговата вистина. А инаку Бог е љубов по природа и затоа љуби. И таа љубов не е себична, не е љубов од интерес. Туку да даде живот на оние што татко му ги дал. Еве видете 17 глава, 25 и 26 стих, ова ќе биде таму по 2-3 недели. Што вели? Праведен татко, светот не те познава. Светот не го познава. Два различни света сме. А јас те запознав. И овие познаа дека ти си ме пратил. Им го објавив твоето име и ќе го објавувам. Па љубовта со која ме возлюби да биде во нив и јас во нив. Светот не го позна, ама целта на сето ова е љубовта да биде во нив. Љубовта со која ме возлюби и тоа за секогаш. И таа љубов која е меѓу таткото, синот и светиот дух трае вечно. И таа љубов е нуди на оние кои ги повика и кои го познаа. Гледате колку е едноставно, а изгледа скриено и длабоко. Едноставно за оној кој верува, на кој Бог му се објави. Во нашите 5 стиха зборот прослави го има 4 пати. 4 пати се спомнува. Прослави го. И еднаш слава во овој текст од 5 стиха. Што е исто? Прослави и слава е исто. И затоа би рекол дека Божијата слава е најголема тема.
Но што поточно е Божја слава? Божја слава. Пробав да сумирам нешто и оваа дефиниција сам јас се составив. Обид за дефиниција би рекол. Дека славата е нешто надворешно, надворешно видлива манифестација на нешто што се прави, на делување, на неговото битие, значи на Божиото делување, на неговата природа, неговото совршенство и неговото величество. Значи, каде е видлива таа Божја слава? Значи, можеме да ја видиме во се што е создадено, во секое Божјо создание. Секое создание ја покажува Божјата слава и го прославува. Потоа Божјата слава се гледа во неговиот карактер, тоа се гледа во неговиот праведен гнев, неговиот праведен гнев, во казнувањето. Читајте пророк Наум, првата глава, првите стихови, така нешто, првите 7-8, мислам, зборува за тоа казнување. Ние не можеме и не смееме, како што кажав претходно, да го разубавуваме Бог, да го украсуваме, туку треба да го представуваме онако каков што ни се представил самиот преку Словото. Неговата слава се гледа во светоста, во праведноста, кога го казнува гревот. Го казнува гревот во луѓето. Па и што се овие работи, би рекол, што се случуваат сега? Војни, земјотреси, поплави. Што се тие? Ако не казна. Славата Божја се гледа и во дисциплинирањето на верните во праведност и светост. Со казни, со невојли, со страдања, Бог некогаш не опоменува и не поправа. Ако се одделуваме од Него, не враќа назад кон Него. Но исто така, Божјата слава е гледаме и во простувањето и благословувањето. Во милоста Негова ја гледаме. И затоа велиме дека Бог е праведен, но и милостив. Правдата ја задоволува со тоа што мора некој да пострада, мора да има казна. И таа е радосната вест што за нас пострада Исус Христос. Но сето тоа преку Неговата милост. И сега некогаш, кога ни оди добро, кога се е во ред, тогаш што би рекле? Слава на Бога. Значи не слава на ова или на ова, него слава на Бога. Ако некогаш нешто лошо ни се случува, пак е слава на Бога. Благодарение на Него за ние преку тоа да дојдеме до подсврста вера, посилна вера и да поверуваме во Него. И затоа овие две работи одат заедно. И едното, и другото е Бог. Бог е и праведен, Бог е и милостив. Уште во Јован 2 глава, 11 стих, почна Исус да ја открива својата слава. Тоа беше во Кана Галилејска. Еве да видите што таму Исус кажа. 2 глава, 11 стих, Евангелие според Јован. Ова го направи Исус во Кана Галилејска, како почеток на чудесата и ја објави својата слава. И неговите ученици поверуваа во Него. Значи чудата што Исус ги прави, не се чуда за ние да скокаме, да пајџаме по подот и да оздравуваме. Тоа се чуда за да поверуваме. Но не сме ние толку битни. Не сме ние толку битни.
Туку преку тие чуда се објавува што? Христовата слава, Божијата слава. Славата на троединиот Бог. Затоа се случуваат чудата. За Него е. Не е за нас. Некој можеби ќе се разочара од ова. Ама тоа е тоа. Бог е таков. Не ја дава својата слава на никого. Ни мене, ни тебе. Но најголемо чудо и најголема слава е откупувањето на човекот. Најголемата слава Божја е на крстот на Голгота. Тоа е радосната вест. Тоа е најголемата Божја слава. Тука Бог е откри најмногу својата слава. Ној четврток спроти петок. Исус знае што го чека. Го чека крст, го чека предавство пред се. Вознемирене и видете во молитва што му зборува на таткото. Сега мојата душа е вознемирена. И што да кажам? Татко, избави ме од овој час, но заради тоа и дојдов до овој час. Татко, прослави го Твоето име. Јован 12:27. Со ова молитвата од 1 до 5 стих е услишена. Татко, прослави го Твоето име. Совршено, сторено. Да, совршено. Амин. Да се молиме. Татко небесен, Господе наш, Ти благодариме за тоа што ни се објавуваш преку Твоето Слово, па така и преку овој длабок текст од 17 глава, дека Ти си троедин Бог, Бог кој е праведен, Бог кој е милостив, дека Ти не љубиш и од сета таа љубов и се што правиш, правиш за Твоја слава, но за ние да имаме вечен живот, Господе. Оние кои си ги избрал уште пред создавањето. Ти благодариме за сето тоа, Ти благодариме што можеме да се наречеме Твои синови, да Те викаме татко, да бараме, да молиме од Тебе, што имаме таа привилегија да пристапиме пред Тебе, Господе, и да бараме од Тебе се што ни е потребно. А Ти како добар и милостив татко даваш она што е најдобро за нас. Може би некогаш не е по наше, но сепак ние ја бараме и денес Твојата волја, ја бараме Твојата мудрост, како да продолжиме во нашиот живот, како да живееме. И Те молиме, Господе, со таа мудрост, што Ти ни ја даваш, да бидеме едно живо сведоштво за секој еден, овдека посебно во овој наш град, да бидеме тој зрак на светлина кој продира во срцата на човекот до разделување, Господе, во неговата душа. И тој зрак да дојде до сите оние срца кои не веруваат. И што повеќе души да Те бараат и да признаат, да ја спознаат Твојата слика, да Те спознаат Тебе. Каков си? Дека си милостив, праведен и добар татко. И денес се молиме и за оние кои се болни, кои не се со нас. Ти биди со нив, каде и да се, утеши ги, укрепи ги и зацврсти ги во верата, Господе. Ги знаеш сите потреби, давај се она што на човек му е потребно. Но најнапред, Господе, давај духовна храна, храна која не држи и храна која дава живот вечен. Не држи близко до Тебе, Господе. Дај да не се одделуваме од Тебе, да не грешиме, туку секогаш да жеднееме, да Те бараме и да Те спознаваме Тебе. Те молам и за оваа недела која предстои, Ти благослови го секој еден од нас и да се благослови и Твоето Слово и Ти да се прославиш, Господе. Бидејќи славата е на Отецот, Синот и Светиот Дух. Во Исусовото име молиме и бараме. Амин.